Добро утро од студиото на Слободен печат. Ова утро во рамки на проектот Progressive Media Development на Цивил Медија заедно со Градска мака во студиото на Слободен печат ја имаме Наташа Поповиќ, директор на манифестацијата Охридско културно лето. Добре дојдовте. Добре најдов. Баш ми е драго што за прв пат гостувам кај вас, но се надевам дека ќе размениме многу теми, многу прашања или одговори што се поврзани со културата и со најголемата културна манифестација фестивалот Охридско лето. Оваа година, значи неодамна пред неколку дена ја добивте и наградата Жена на годината за културен придонес во општеството. Како ја доживувате оваа награда? Многу ми е драга, да бидам искрена. Нормално јас сум пред се музичар, уметник. Тоа е мојот свет, културата, уметноста. Така што навистина ми е една од подрагите награди што сум ги добивала во животот, али токму сега и на мојата возраст и на тоа што реализиравме со фестивалот веќе 5 години, навистина е голема награда за мене. Како е да се биде успешен во културата, во вашата професија? Има ли предизвици? Има големи предизвици, има успони и падови секојдневно, но не е лесно да се биде жена менаџер на толкава голема манифестација, да се управува, но секогаш тоа го кажувам, без тимска работа нема успех. Никој менаџер, никој директор, не само во културата и во општо во сите области и професии, не може да биде успешен. Јас го имам мојот тим, работените во Охридско лето, и го имам мојот тим дома, моето семејство, кое што ми се најголемата поддршка и најголемиот ветар во грб. Може би на тоа и се базира и успехот мој. Ги спомнавме жените, значи, ние двете сме жени, да. И местото на жените во ова општество. Вие неодамна бевте дел и од кампањата која што сложувалка која што се однесува на родовата еднаквост, односно борбата против насилството. Кој е вашиот став во поглед не само во културата, туку во самото општество, состојбата на жената? Гледаме дека насилството го има претежно кон жените. На жените им е најчесто загрозен успехот во кариерите, не само во културата, туку општо, вашето гледиште во општеството. Токму така, баш ми е драго што ете сте ја проследиле и трибината сложувалка што неодамна беше во Битола. Јас како жена и мајка на 2 керки се борам секогаш жената да исплива на површина и не само самата јас, но воопшто жената во општеството, бидејќи не е лесно. Жената е соочена секојдневно на разни омаловажувања, како дали на работно место, дали и на улица, но жената не е само да се покаже и докаже во својата професија, на своето работно место. Секојдневно има да се грижи за своето семејство, за своите деца. Изложена е на разни напади ради тоа што е помека можеби, мажот е посилен или поемотивно кршлива, но се покажа дека така не е. Сметам дека жените секогаш можат да отворат челична врата со својата насмевка, со својот милозвучен глас или пристап према нештото, отколку мажот. Не е лесно да се биде жена не само во Македонија, туку општо во секое општество, но се повеќе и повеќе жената испливува на површина и се бори. И јас сум поборник и верувам и сакам и секогаш го кажувам тоа дека, еве и на англиски ќе го кажам, women run the world, и тоа е точно. Да, се согласувам. Вие сега спомнавте на англиски дел од вашето образование, го имате стекнато во Соединетите Американски држави, но да. Сепак се вративте во земјава. Која беше точно причината зашто се вративте? Дали толку ја сакате Македонија, дали од професионални причини? И која порака би им ја пратиле на младите кои што се во светот? Така, да. Јас во различно време бев во Америка, сега секаде многу различно. Живеев 11 години. Завршив средно образование, факултет и моите магистарски студии. Живеев во Чикаго. Америка е земја која што пружа многу можности за секој млад човек. Зависи, али се е тоа индивидуално, зависи како ќе ја прифатиш таа земја и како ќе ги прифатиш
тие нивни параметри, слободи, таа демократија. Јас, Америка е мојот втор дом и секогаш ќе биде. Ми даде многу насоки во животот, кои што и ден денес ми помагаат. Самата Америка по себе е менеджмент, бидејќи таму секој млад човек почнува да работи од својата 16-та година, како што дозволуваат и тамошните закони. Тоа го направив и јас, моето прво вработување беше келнерка во еден грчки ресторан, но понатака, доколку секој сака да се надградува, може многу да успее. Јас секоја година се враќам во Македонија. Јас ја сакам Македонија. Не се вратив заради одредено вработување или не знам каква понуда, но доаѓајќи секое лето дома и кај моите најблиски, одлучив да се вратам затоа што сметав дека на Македонија и треба луѓе кои што се едуцирале надвор да се вратат назад, затоа што и Америка е земја направена од многу националности. Прав американец е индијанецот. Значи, Америка, ако кажеме дека Кристофор Колумбо прв ја открил, тој е италијанец, нели? И самата Америка дали има прави американци, да, што се таму родени, но дојдени се од цел свет. Така што сметав дека јас се вратив во Македонија. Мислам дека многу млади луѓе, кога би се вратиле во своите професии, би било многу подобро за оваа земја, а не да ја бранат и да зборуваат од надвор, дека ја сакаат. Јас не сум од тие. Ја сакав својата земја и се вратив назад. Секогаш Америка ќе ми е втор дом и ќе се навраќам таму. Но моја земја е Македонија. Веќе 5 години, значи, успешно ја водите манифестацијата Охридско лето, но во мирување ви е професорската кариера во Илија Николовски лој средното. Ви недостасува ли секојдневното дружење со младите, со децата, нивното едуцирање, давање нивна насока или се си има свој? Видете, да се биде професор со средношколци е навистина многу интересно. Учиме од нив, ние сите професори, затоа што се работи за таа возраст, тој пубертет од 1 до 4 година средно, каде што се нит ваму, нит таму, не знаат што да одберат понатака, каде да го продолжат патот, на кој факултет. Така што да, ми не достигаат и колегите и учениците. Тоа беше 22 годишно мое работење во Илија Николовски лој средното музичко училиште како професор по клавир. Повторувам, дадов многу во тој процес, индивидуална настава во тој процес од 20 години, но и прибрав многу од учениците, научив многу и нормално дека ми фали бидејќи те држат апдейтед со се што се случува надвор, со нивните љубовни проблеми и ван уметноста и е многу интересно, многу убаво. Дека ми фалат, но ова е нешто друго. Ова е нешто што го посакував цел живот, да соработувам со уметници од целиот свет. Охридско лето не е само обичен фестивал, туку е најголемата манифестација или, како што Александар Вучич, председателот српски, кажа дека е кодот на културата на Балканот, на минатиот самит на Отворен Балкан, што се одржа во Охрид и се сложи цела сала на тоа што Вучич го кажа. Така и е. Нема поголем фестивал, нема постар фестивал на Балканов, 63 години, фестивал што трае 40 дена, фестивал што носи повеќе од 1200 еве оваа година уметници секоја година. Едни од најголемите светски имиња настапиле на таа сцена на античкиот театар, безвременски, на Долни Сарај, во катедралата Света Софија. Би можела да зборувам 24 сата за Охридско лето, верувајте. И не е just because што е и во најголемата фестивалска асоциација во Брисел, European Festival Association, членка веќе 27 години. Вие сте делегат. Јас сум избрана за делегат во 2019 година. Таму се повеќе од 170 фестивали од секаде, членки, бидејќи не може да се стане членка тек туку така. Тие следат, пратат квалитетот на програмата, колку еден одреден фестивал е успешен. Охридско лето се наоѓа во најдобрите 3
од 170. Се надевам дека ќе стигнеме. Не е тоа некое такмичење, него према квалитет, према постоење и према нашето работење сме во најдобрите 3. Барем како што кажуваат, секоја година има самит и генерално собрание на кој што се бордот и председателот изложуваат. Они не следат цела година како ние работиме. Не ни се министерство ресорно, но се асоциација која што е поголема и од Министерството за култура во Белгија, во Брисел. Така што има многу да се зборува за Охридско лето. Јас сум многу среќна што го, еве да кажам, како што мене нарекле, го држи кормилото на бродот. Да, али бродот би потонал додека го нема мојот тим. Голем предизвик е. Али сум среќна и се надевам дека и луѓето надвор се задоволни од тоа што го сработивме со мојот тим. Па може би одлучиле да ми ја дадат таа награда. Ке се потрудам уште подобро следната година. Тоа и сакав да ве прашам, изминативе 5 години сме сведоци на големи имиња на Охридско лето. Колку е тешко сето тоа да се организира и имате ли изненадувања за следната година, бидејќи предпоставам дека веќе сте во преговори? Ништо не е лесно да се организира, но желбата е голема, мотивацијата и големината на фестивалот е каде што сакаат и можат да настапат холивудски актер Џон Малковиќ, Ангела Георгију, Хозе Карера, Сењо Мориконе, Джеси Норман, премногу големи имиња. Зошто? Заради тоа што фестивалот Охридско лето е навистина со големо културно, како културно наследство. Охридското лето е најголемото културно наследство на градот кој што е Охрид, кој што е заштитен под УНЕСКО. Не е лесно точно заради... Не е лесно од смисла на сите тие големи имиња. За мене се сите големи имиња и нашите уметници од Македонија, но еве да кажеме што имаат навистина светска кариера. Не е тешко и не е проблем да дојдат на Охридско лето, но нивната програма никогаш не дозволува во одредена година. Например, Џон Малковиќ 3 години го чекавме да дојде, да биде дел од програмата, не затоа што не сака, него има агенда која што захтева многу порано да се тоа организира. Следната година имаме уште поголеми изненадувања, не би сакала и не се уште додека не е тоа официјално да ги откријам, но мојата интенција секоја година да има се повеќе, барем додека сум директор на фестивалот. Ќе имаме пресконференција каде што ќе ви ги објавиме сите уметници, може повторно да дојдам и да разговараме за нив. 64-то издание ќе биде, нормално 12 јули отварање, 20 август затварање, повеќе од 1000 уметници. Има многу да се збори, очекувам повторно голема посетеност на публиката како и оваа година 2023. Навистина не бев изненадена, но воодушевена колку секоја вечер беа приполни сите сцени каде што се одвива фестивалот, но тоа се должи на организацијата пред се со мојот тим, но и на квалитетот на програмата. Во поглед на организацијата добивате доста поддршка од амбасадите, од функционерите во држава, од институциите. Каква ви е соработката со Министерството за култура? Одлична, секогаш била, колку е поддршката, значи, воопшто од внатрешните институции, затоа што Охридското лето е всушност еден вид најголема промоција не само на Охрид, туку и на целата држава. Да, точно. Охридско лето е под капата на Министерството за култура. Нашиот главен примат за финансирање, како што ме прашавте, буџетот ни е директно од Министерството за култура, преку владата нормално. Имаме доста спонзори, генерален спонзор ни е Македонски Телеком и како што кажавте, повеќе амбасади. Мојата желба и интенција беше да влезат што повеќе амбасади како поддржувачи на фестивалот, за нивните уметници, во зависност од која земја е уметникот, таја амбасада и да го поддржи и успеа во тоа. Оваа година имавме 11 амбасади кои што ги поддржуваа нивните уметници. Секогаш имаме вечер на Европска Унија, во зависност која земја заседава таа година со Европската Унија, потоа италијанската амбасада ги поддржува секогаш италијанските уметници,
Америчката амбасада го поддржа Џон Малковиќ, француска амбасада, австријска, грчка, грците секогаш последните 5 години до тогаш и немаше грчки уметници на фестивалот заради нашиот спор со името или да кажамете некој, не знам, каков проблем беше, спор со еден збор, но кога веќе тоа се надмина со Преспанскиот договор. Со Преспанскиот договор и стварно многу добри концерти и многу добра соработка имаме со грчките уметници, со нашите соседи. Тука се и нашите браќа и сестри, да ги наречам србите, што секоја година имаме голема поддршка од српската амбасада во Скопје. И еве годинава ни беше Немања Радуловиќ со неговиот проект, каде што ја одсвири со неговата сопруга, македонско девојче, пошто сопругата му е македонка. И така да уште румунска вечер, прекрасна, Ангела Георгију, дивата оперска што го отвараше фестивалот, е румунка по потекло, без разлика што живее во Швајцарија. Така што румунската амбасада ја пречека уште на самиот влез на аеродромот и тие се многу важни работи што дипломатите, амбасадорите или амбасадите ги поддржуваат нивните уметници, но со тоа покажуваме соработката на Македонија со одредена земја во областа на културата и тоа е многу важно за нас како мала земја која што се стреми да влезе во Европската унија и така да овие соработки, овие настани во склоп на фестивалот навистина се многу доходовни во нашето општество. Ова сега кога го кажувате соработката со останатите земји изгледа како да културата всушност ги крши оние политички тензии, недостатоци и слично. Секогаш. Се зборували за политика на кога ги имате гостите од другите земји? Никогаш не се зборува за политика. Култура? Културата, како што кажавте, ги крши правилата политички. Ние уметниците навистина некако не можеме да се канализираме во некој политички свет, иако одреден број од сите нас и е припадник на одредена политичка структура и тоа така и треба да биде, еве и јас сум, тоа не го кријам, но ги кршиме сите бариери, сите правила затоа што сакаме луѓето да барем тие 2 сата или 3 ако се не опрат да уживаат, да се тргнати од секојдневието, од политика, од проблеми, од фамилиарни, секакви и веројатно да запознаат и некоја друга култура. Така што за политика не се збори во културата и како што кажа министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска дека во незиниот мандат се уште се бори да тргне политиката од културата, до некаде успева и честитам, но не знам дали ќе успееме до крај. Не е само во Македонија тоа issue, дека политиката е влезена секаде во сите сфери како метастаза. Така е и еве во земјата која што ја нарекува моја втора земја во Америка, највеќе е влезена. Но сметам дека во иднина ќе се растерети културата од политиката, затоа што, како што кажавте, преку културата една нација, едно општество највеќе може да се покаже кој е и што е. Ние македонците сме покажани на вистина ширум светот како најталентирана нација и тоа е факт. Дека нашето срце чука во 7 осмини, кое што за многу нации е недостапно, не недостапно, него не го осеќаат така како нас. И сум среќна што со културата, со културните, со националните установи, еден танец, една национална опера и балет, драмски театар, МНТ и многу такви што надвор се покажале и докажале кои се и што се и ја представиле нашата Македонија. Затоа сум многу среќна. Не ни треба политика, го имаме талентот. И за крај би ве прашала, бидејќи еве од градовите веројатно најчесто сте во Скопје и во Охрид. Да. Кој град ви е поубав и што му недостасува на Скопје да биде метропола? Имавме малку негативна реклама изминатиот период со нашата Елка. Бене срце на пола. Родена сум во Битола.
по татко битолчанка, по мајка охриѓанка. Сум пораснала во Охрид, бидејќи моите родители работеа во Охрид, потоа животот ме однесе во Америка. Срцето ми е на пола за Охрид и Битола. Скопје живеам со моето семејство, мојот сопруг е скопјанец. Не би можела да живеам, да бидам искрена, во друг град во Македонија, освен во Скопје. Заради тоа што во Скопје малте не се случува се. Скопје е убав град, недостасува сега, не знам како да го кажам, ете како што кажавте Елката, требаше да биде направена порано. Како граѓанин, значи како граѓанин, да, еден Белград, главен град на Србија, уште пред еден месец е накитен и среден. Али не до толку сега китењето, украсувањето не би го зела како проблем или грешка. Мене највеќе во Скопје ми смета загадениот воздух. Пак повторувам, во Скопје живеам, иако веќе живеам, сум се одлучила да живеам во Македонија, во Скопје. Охрид секогаш ќе се навраќат. Охрид е мојата душа. Не знам дали ме разбирате, да. Сега со моето работење, не случајно си викам фала ти Господе, голем верник сум на Бога, што ме врати во мојот Охрид. Не перманентно, но многу често, затоа што на вистина ми е Охрид мојата душа. А во Скопје би сакала само да нема загаден воздух. И малце повеќе да се посвети внимание на сообраќајот, секојдневно е тотален хаос. Јас ви благодарам. Ви благодарам и вас.